Македонија доби целосна либерализација на пазарот на поштенски услуги од 1 јануари 2021. Од кога македонски пошти повеќе го нема ексклузивното право и монопол на ценовникот на пратките до 50 грама. Но каква е ситуацијата на терен во оваа област и каква е реалноста? Останете со оваа емисија на Агенда 35. Во Агенда 35 ќе гледате: целосната либерализација на пазарот на поштенски услуги од 1 јануари 2021 траеше само половина година. Со законски измени од јуни годинава либерализацијата повторно е одложена за до година. Што коментираат приватните поштенски оператори? Како функционираат македонски пошти во вакви околности? Разговараме со директорот Јани Макрадули. Македонски иновативна стартап компанија со еколошко решение за достава на пратки. Гледајте на. Македонија доби целосна либерализација на пазарот на поштенските услуги од 1 јануари 2021 година, но таа траеше само половина година. Измените на Законот за поштенски услуги, кои претениците не ги изгласале 6 месеци, овозможија демонополизација на позицијата на македонски пошти и на цената на пратките до 50 грама. Во меѓувреме, измените поминаа, а со нив либерализацијата повторно беше одложена до 31 декември 2021 година. Во превод тоа значи дека цената за испраќање на писма со тежина до 50 грама преку македонски пошти и понатаму изнесува 25 денари, додека за приватните даватели на поштенски услуги 2,5 пати повеќе, односно 62,5 денари. Измените на законот вообичаено се предлагаат на крајот на декември, па се уште не е познато дали пазарот ќе биде либерализиран од стартот на новата 2022 година или ќе има предлог за ново одложување. За тоа како функционираат приватните субјекти под ваквите услови на пазарот, за монополската позиција на македонски пошти и за развојот на овој сектор во иднина, разговаравме со сопственикот на Екологистик сервис, Игор Гешовски. Нерамноправната положба на пазарот според Гешовски е токму резервираната цена за државната пошта, имајќи предвид дека според податоците на Агенцијата за пошти во 2020 година биле испратени повеќе од 40 милиони поштенски пратки, од кои 27 милиони се обични писма до 50 грама. За да се развијат приватните пошти им треба обем. Нашата економија, нашиот бизнис модел е заснуван на модел. Ако имаш пратки, ќе можеш да ангажираш повеќе луѓе, ако имаш повеќе луѓе си подобро застапен и можеш подобро да го покриете теренот, да имате поквалитетна достава едноставно. Они тој колач го грабаат кај нив монополистички, нивната цена е 25 денари државата и тука имам забелешка, видите во тренд во светот кога сите услуги се качуваат, работната сила се качува, енергијата и така натаму, они стојат со замрзнати цени, би го кажал. Тоа значи не се пазарно ориентирани. Ние имаме една неправилна распоредена моќ на државната пошта, која ствара загуби и не предорми добар сервис. Сега замислете вие, вашата фирма има потреба од писма, по овие услови, пошто 200% е поголема цената минимум на приватните пошти, што дозволува државата, односно агенцијата. И сега во такви услови вие нормално ќе ги даете вашите писма кај државната пошта. Која е гаранцијата за времето за стигнување или испораката на вашите писма? Главната цел на поштенските услуги е поврзувањето, но за жал, Македонија не е привлечен пазар за влез на странски капитал и вмрежување со регионот за создавање на еден поголем играч, кој ќе биде конкурентен на светските поштенски сервиси. Покрај тоа, Гешовски наведува и уште неколку причини за неатрактивноста на овој пазар. Смислата на овој бизнис и суштината е во глобализацијата. Ние ако не се отвориме регионално, не успееме да се координираме, ние и на микро ниво можам да ви кажам дека мали пошти сега ги интегрираме и даваме одредени рони да соработуваат со нас, а ние да ги вршиме работите за оние кои не се овластени или немаат можност да ги доделат пратките низ целата територија.
Тој тренд го следиме и тука највише се фокусираме. Значи, зашто не доаѓаат странските големи играчи, и што има нешто се импровизација? Затоа што прво ние сме мал пазар, а вториот дел е пострашен, монополистичката позиција на пошта, и третиот дел исто многу битен, тоа е економскиот дел, ние имаме најниска цена во регионот. Но и во услови на нелојална конкуренција, ограничен пазар и доминантна положба на државниот поштенски сервис, сепак, како што вели Гешовски, Екологистик сервис успеала минатата година да има раст од 177%, особено кај домашните нарачки. Но и покрај инвестициите, зголемениот број на вработени, ориентирањето кон еколошка достава, компанијата не добила никаква помош од државата, вели Гешовски. Најважен е во овој бизнес балансот да го направите. Односот на вработени и пратки да биде во некоја рамка која ќе даде позитивни резултати. Им да реализирате, им да немате преголем број на вработени, зашто тоа ќе ја направи фирмата непродуктивна. Во овој дел сакам да истакнам дека успеваме во овие неколку години да направиме добар резултат на голема посветеност. Применуваме современи начини на работење. Секој месец имаме новитет, имаме ексклузивни работи, ние носиме пратки низ цела Македонија и тоа габаритни во исти ден. Тоа не го може ни една компанија во регионот да го спроведе. Ние го користиме тоа и дека сме помала држава, но возиме по 2 и 3 пати дневно низ целата држава, затоа што имаме најголем обем на пратки и тоа ни го возможува токму тоа. Втората работа што е примамлива кај нас, доставувачите кај нас се помалку оптеретени во правец да ако имате 5 доставувачи на ниво на Скопје, тие имаат голем обем на работа, отприлика 10-15 км гравитираат. Кај нас 2 до 3 км еден курир гравитира, бидејќи имаме поголем број и повеќе бази. И он има поголема продуктивност, помалку се замара во кола, зашто сообраќајот во Скопје е таков како што знаеме сите. И успеваме да направиме солидна реализација. Ние имаме развојни планови уште поголеми и за тука и за надвор. Отворени сме за соработка со странски компании, со наши компании. Се спремаме исто и за приватизација на македонски пошти. Сакаме да се вклучиме во тој процес. Не мислам дека треба странци да дојдат да ни учат како да се ја носиме поштата. Агенцијата за пошти во последниве неколку години подобро ја врши својата регулаторна улога, смета Гешовски, но мора поактивно да се вклучи во сузбивање на дивите курири, кои се јавуваат во најразлична форма. За пообединето действување пак за заштита од нелојалната конкуренција и за учество во носењето на одлуките, во теке формирање на асоциација на приватните пошти, преку која Гешовски очекува дека секторот ќе може да ги адресира своите барања. Во Македонија, не знам дали знаете, има околу 50 на приватни пошти. Тоа е многу за една Германија, да кажеме, нели, не за една Македонија. И тоа, ако системски они не успеат да го квалифицираат и да ги обединат, ќе се настане хаос и ќе има многу пропаѓање. Тоа мора брзо и ефикасно да истапат и тоа е нивна задача да дадат предлози да истапат јавно со стратегии и планови. Вториот дел мора да се здружат со одредени други сектори кај нас за да може да делуваат по-ефикасно. Ако одите на било која автобуска, вие ќе видите колку диви пратки се носат преку автобус или преку диви таксисти или регуларни таксисти, да не навлегувам и така натаму. Условите предизвикани од пандемијата и потребата за онлайн нарачки и достава до дома го зголемија и бројот на вработени во поштенскиот сектор за 17%, споредено со предпандемиската 2019 година. За 67% пак бил зголемен обемот на пакетите кај давателите на поштенски услуги на слободниот пазар, кои го имаат приматот во тој дел, што е позитивно оценето и е во согласност со развојните трендови, се наведува во последниот извештај на Агенцијата за пошти. Акционерско друштво Пошта, преку реорганизација во работењето, дигитализирање на услугите и електронската трговија, се обидува да остане конкурентна на пазарот на поштенски услуги. Директорот на Пошта, Јани Макрадули, вели дека не се многу заштитени во работењето, но и покрај тоа нудат наевтини и најбрзи услуги и се единствените кои вршат обештетување. Според него, бројката на испораки на пратки се зголемува, па така, ако во првите 9 месеци биле 4000, само во ноември таа бројка изнесувала 6000. Макрадули вели дека најлесно е да се биде брза пошта во Скопје, но пратките треба да стигнат и до најоддалечените рурални места во државата. Директорот на Пошта уверува дека работите се менуваат, а како пример посочува повеќе компании кои се обиделе да работат со приватните оператори, но повторно се вратиле да ги користат услугите на компанијата.
За жал во една нефер борба која што постои, нелојална конкуренција, АД Пошта на Северна Македонија со серија на одлуки на управниот одбор се справува со конкуренцијата на повеќе тендери кои што имаше јавно надавање, ние ги добивме, бидејќи нашата инфраструктура е најголема и можеме да пресметаме трошок кој што нас нема да не доведе до загуба, туку напротив да не донесе профит и со такви цени и настапуваме. Ние и услугите што ги нудиме се најефтини на пазарот во нашата држава. За брзината на испораката на пратките, спречување на нивно губење, Макредули вели дека се реорганизираат во работењето, односно се спојуваат неколку организациони единици за да го подобрат нивниот однос кон граѓаните. Одговорно тврдам дека процентот на достава на пакетите, еве на пример од AliExpress е големен процентот на достава, со поголема контрола, со поголема мобилност, со делење на ресурсите, со штедење на ресурсите, со промена на работното време се обидуваме да ги промениме тие работи. Лесно е да бидете брза пошта во Скопје. Ние имаме обврска, согласно Законот за поштенски услуги, да стигнеме и во Скудриње, и во Мокриево, и во Владимирово, така да затоа постојат тие надокнади кои што постојат во другите држави, за жал кај нас нема тоа, но и во земјите членки на Европска унија постојат, за да може вие да одржувате мрежата како универзален давател на услуги, бидејќи ние сме компанија што ја дава јавена услуга, затоа постојат други механизми, а тоа е според законите или според терминологијата се вика финансирање на неоправдано оптеретување на универзалниот оператор. Електронската трговија, финансиските услуги, реорганизацијата во пакетскиот дел, како и дигитализацијата, се столбовите на кои се базира работата на АД Пошта, која пак според Макредули ги следи препораките на Меѓународната поштенска асоциација. Пошта, вели нашиот соговорник, се единствената електронска продавница која не зема маржа од компаниите што ги продаваат нивните производи на нивната веб страница. Како човек кој што професионално се занимава со тоа, затоа и полесно ја отворив на електронската трговија, трговија и продавница, влегуваме во одредени софтверски измени, развој на софтверски алатки кои што ќе помогнат и за замена на не вредните работници, но и за да ја го забрзат и процесот на прием, обработка и достава. Пошта со години работи во загуби, но Макредули вели дека во првите 9 месеци од оваа година расходите ги намалиле, а дел од приходите ги зголемиле. Но тоа, според нашиот соговорник, не е доволно за веднаш да има пресврт во работењето. Во делот на писмоносните приходи имаме зголемување во приходите од пакети и имаме недоволно тука кај што е брзата ЕМС пратка, нешто на кој што се посветуваме и полека се враќаме со финансиските услуги кои што беа практично затворени после пропаѓањето и стечајот на Евростандард банка. Полека се враќаме и од месец во месец имаме се повеќе приходи како дел од стратешкиот договор што имаме со Халк банка и во тој дел очекувам некаде од февруар да се стабилизира, бидејќи и сите услуги не се воведени. Инаку, како еден показател, кон компаниите во 2020 година исплатени се некаде од прилика 40 милиони денари, а само во првите 10 месеци се исплатени 84 милиони денари. Тоа зборува дека враќаме и некои стари долгови, полека се стабилизираме, се разбира дупката е голема и трошоците се големи и тоа споро оди се сложувам. Во услови кога законот доста време доцнеше, во услови кога на пазарот не се почитуваат правилата, надокнадата што практично со АД Пошта ја плаќа кон Агенцијата за пошти, што го покрива целото нејзино работење, е на штета на АД Пошта, на штета на државата, визави на другите приватни оператори, и сето тоа доведува да поспоро одиме во финансиското стабилизирање.
Во пошта има 2232 вработени, а 40% од вработените се на возраст од 50 до 60 години. Над 60% се практично луѓето кои што во следните 2-3 години би заминале во пензија, и тоа е нешто што ја оптеретува компанијата, бидејќи треба да станеме атрактивни за младите да се вработуваат, но како реков во технолошкиот процес. Ние вработувањата во дирекцијата ќе ги ставиме на страна, она што е наш приоритет е како во технолошкиот процес или со користење на дигиталните алатки да ги замениме, со иновативност да инвестираме или со прилив на млади кои што навистина само би требале во технолошкиот процес. Главен проблем во однос на превработеноста во пошта е големата администрација која е создавана низ годините со вработување на партиски кадри. Оваа гломазна администрација, вели Макрадули, потребно е да се распредели во технолошкиот процес од работата. Се покажа дека пошта за жал била место во кое што се згрижувале кадри, кое што довело до одредени негативни состојби, и мислам дека на сите им е јасно тоа, и дека ако сакаме да направиме некоја реорганизација, мораме да имаме поинаков пристап на работата на сите, од најгоре од генералниот директор до моите колеги пошторазнесувачи. Во однос на иднината на компанијата и незината можна продажба која што е одложена, Макрадули вели дека се прават проценки за состојбата, но тој смета дека во овој момент подобро е компанијата да ги поправи слабостите во работењето, бидејќи има потенцијал кој треба да се постави на здрави основи. Акционерско друштво Пошта има мрежа од 335 единици низ целата држава и затоа бараат од влада да даваат и услуги во рамките на Министерство за информатичко општество и администрација. Бројот на пратки во светот ќе се зголеми од 100 милиарди на 200 милиарди за само 3 години. Некои тие пратки треба да ги достави и на време и на вистинската адреса. Тоа станува предизвик дури и за DHL, FedEx и UPS кои држат 85% од светскиот пазар. Се бараат нови ефикасни решенија, а ковид кризата само го забрза усвојувањето на новите технологии и иновативни решенија во достава на пратки. Ние како земја може да се пофалиме со стартап компанијата Kimo, која развива решенија за еколошка и ефикасна достава на пратки во урбани средини со поставување на така наречени пудо сандачиња и со развој на апликација која по примерот на Uber овозможува сите да може да станат доставувачи. Давид Павловски, основач на Kimo, ни објасни за какво иновативно решение станува збор. Генерално ние Kimo го створивме како продукт кој што би го решил проблемот на последната милја, така се кажува, или last mile. Иначе ние во Македонија ќе го решиме, ќе создадеме еден вертикално интегриран систем, каде што ќе го решиме и mid mile и last mile. Тоа значи дека ќе поставиме и инфраструктура, а ќе се надоврзаме со софтвер над инфраструктурата. Идејата за Kimo е да се решат два основни проблеми кои што се случуваат моментално на светскиот пазар. Во моментов има ненормално големи количини на пакети кои што не може да бидат доставени заради немање капацитет на веќе постоечки компании кои што работат во оваа сфера. Кај нас се уште тој проблем не е толку голем, но во наредните години ќе биде огромен проблем кој што нормално директно ќе ги засега и самите градови, нормално загадувањето, каснењето на пратките, недоставени пратки, кои што ќе им создадат големи проблеми на граѓаните. Генерално, начинот на кој што ние купуваме и тргуваме се менува, тоа значи дека све оди онлайн, све е дигитално, и некој сега треба тие пратки да ги достави. За да може да се достават пратките, ние ќе поставиме инфраструктура во стратешки точки околу во градот Скопје, односно ќе почнеме прво со една населба, ќе почнеме со општина Центар, каде што ќе пробаме да го решиме проблемот на ниво на општина Центар. Главниот проблем што ние го решаваме со поставување на тие локери на ормани се out of home mode, односно вие нарачувате многу пофреквентно, а не сте дома за да можете да ги примете сите тие пратки. Таа навика кај нас ќе се зголеми заради тоа што сите онлайн продавачи ќе имаат многу поразлични продукти, многу поголем ќе биде изборот на продукти, што значи дека ние многу пофреквентно ќе нарачуваме.
За да може тие пратки да стигнат до нас, ние би требало да бидеме дома. За да не бидеме дома, поставуваме на стратешки места сандачиња кои што би ги примеле тие пратки и дигитално би се пренесли. Тоа е првиот проблем кој што го решаваме. Вториот проблем кој што го решаваме е екстензија на инфраструктурата која што поставуваме како Poodle локери, а тоа е софтверот. Односно поставуваме crowdsource delivery marketplace, тоа значи дека освен што го решаваме out of home проблем, го решаваме и проблемот на капацитет. Главниот проблем во градовите, кој што сега не знам, во Њујорк е мислам огромен е тој проблем, поготоа сега за новогодишни празници, каде што 20 милиони пакети дневно не можат навремено да се достават. Ние го решаваме со тоа што создаваме можност секој да може да постане доставувач, односно доколку се наоѓате во било која точка од градот, би може да добиете нотификација ако се регистрирате на платформата и да доставите одредена пратка точка А до точка Б. Со тоа му помагате прво, тоа све би одело во формат на green transport, тоа значи дека нема се користат автомобили, ќе се намали congestionот, ќе се намали загадувањето, а доставата на пратки ќе се намали цената и ефикасноста. Решението на Кимо ќе се истестира во општина Центар во Скопје, но реално својата примена ќе ја најде во поголемите градови во регионот каде што интензитетот на достава на пратки е многу поголем. Ние веќе направивме два пилот проекти. Значи едниот проект веќе го направивме во Скопје, кој што беше на ниво на crowdsource delivery marketplace, каде што ја увидовме таа вистинска потреба. Тоа е најбитната работа за еден стартап е да има проблемот кој што ние го решаваме да е вистински и решението кој што ние го даваме, луѓето да би сакале да го купат нормално. Мислам да би сакале да платат за тој сервис кој што ние би сакале да го понудиме. Направивме пилот проект во Загреб заедно со DPD, тоа е француска пошта, која што е трета најголема пошта во свет. Генерално со нив планираме да имаме малку подолгорочна соработка во останатите земји во Sea Region, значи ќе одиме после Загреб, ќе одиме во Љубљана со DPD, но исто така имаме моментално соработка во Бугарија со втората најголема логистичка компанија. Разговараме со FedEx во Србија, така да тоа би требало да се расшири многу на почетокот, веќе в следниот квартал, односно првиот квартал во 2022 би било многу пораспространето. Целта на Кимо не беше да го решиме проблема во Скопје, заради тоа што Скопје се уште кај нас се уште нема некој дефиниран онлайн шопинг, односно една дигитална продавница која што била доминантна на пазарот и со која што ние би можеле да соработуваме како би го решиле тој проблем. Се уште не е на тоа ниво, кај нас малку е различен пазарот од колку што е во другиве земји. За да се финансира развојот на оваа иновативна платформа, Кимо обезбедува 150.000 евра преку глобалната иновативна краудфандинг платформа Funderbeam, чиј што ексклузивен застапник во нашата држава е македонска берза. Преку оваа платформа, македонските стартап компании имаат можност за пазарно финансирање во зависност од нивната иновативност и конкурентност, а домашните инвеститори прилика да вложат во бизнис проекти во кои ќе препознаат добар потенцијал. Генерално Funderbeam дава акцес, односно дава можност и на несофистицираните инвеститори да учествуваат во некоја идна успешна приказна. Нашата цел е да видиме супер успешна приказна во иднина и нормално имаме достапност, односно малите инвеститори од земјите кои што не е Македонија би можеле да учествуваат во докапитализацијата на нашата компанија, би учествувале во нашиот заеднички успех. Целта на Funderbeam е да го отвори тој пазар, да направи еден комон маркет, каде што сите компании би имале и поголем пазар, за тоа што нормално, доколку имате инвеститори од регионот, нормално дека тие би очекувале да вашиот сервис биде мултиплициран. Нашиот сервис во основа е создаден да биде лесно повторлив во неколку држави, затоа се создава, целта е да се создаде скалабилен бизнес модел кој што ќе биде репликативен во сите градови поединечно. Во моментов така е поставена структурата, 150.000 евра е минимум, максимум е 300.000 евра, со тоа што Funderbeam како платформа, како трета платформа дозволува и да се надмине таа вредност, значи oversubscription може да се направи секоја кампања. Со 150.000 евра ние ќе почнеме, односно ќе поставиме инфраструктурата на Poodle локери во Македонија. Ние исто така сме поддржани и од Фонд за иновации и исто со цел да ја поставиме таа мрежа за да може тоа све да функционира безпрекорно. А каква е иднината на индустријата за достава на пратки ако се земе предвид очекуваниот драстичен раст и на обемот и на вредноста на пратките? Индустријата на достава на пратки, односно тоа е ЦЕП се вика, Courier Express and Parcel Service, е индустрија која што минатата година сервисираше 100 милиарди пратки во светов, оваа година 130 милиарди. Се очекува во наредни 2 години да достигне 200 милиарди. Затоа и се создава тој нереален проблем, заради тоа што самиот ковид ја акселерираше потребата од достава на пратки за 7 години. Значи 7 години побрзо
таа технологија мора да се имплементира, нели, тоа што се случува моментално, ковид го акселерираше и Zoom и не само доставната индустрија, него и многу индустрии кои што беа директно афектирани од ковид. И таа индустрија ќе се промени комплетно заради тоа што сега дигиталниот свет, односно стартапите ќе пробаат да направат disruption во одредени сегменти каде што би можеле. Главниот проблем зашто сега не е решен тој проблем и не е создадена толку convenience, односно совршен сервис за крајните корисници, зашто гледаме пакети кои што не се доставени на време, зашто гледаме основни проблеми во таа индустрија, дека доставните компании кога се создавале пред 100 години, они го решавале проблемот на long haul. Тоа значи дека доставна пратка на илјадници километри, не знам, памук да се донесе од Индија или не знам, се донесе некои зачини од Турција па да стигнат до Европа. Сега проблемот се решава на урбано ниво, односно на локално ниво. Затоа ние сме фокусирани на решавање на проблемот на локално ниво. Успехот од воведувањето на правилата на единствениот европски пазар за поштенски услуги и достава на пакети, како и предизвиците кои ги носи дигитализацијата, се истакнати во двата извештаи за оценка на спроведувањето на регулативите за поштенскиот сектор, кои ги објави Европската комисија во ноември. Извештаите ја оценуваат состојбата и развојот на единствениот европски пазар за поштенски услуги и достава на пакети, во согласност со моменталната законска рамка, односно примената на директивата за поштенски услуги и ЕУ регулативата за прекугранична достава на пакети. Според извештаите, двете регулативи успешно ја придружиле модернизацијата и отвореноста на европските поштенски услуги и обезбедиле сите жители на ЕУ да имаат пристап до основни услуги за писма и пакети, а довели и до поголема транспарентност во однос на тарифите за прекугранични услуги за достава на единечни пратки. Дополнително истакната и дигитализацијата која го променила единствениот пазар на поштенски и курирски услуги, создавајќи нови можности, но и предизвици за поштенските оператори, а и ги променила потребите и очекувањата на корисниците на услугите. Инаку секторот на поштенски услуги во ЕУ е клучен фактор за економијата и трговијата, поддржувајќи ги другите сектори и придонесувајќи кон растот и одржливоста на економијата на Европската унија. Намалување на бројот на лица во ЕУ кои работат во секторот поштенски и курирски услуги, односно преземање, транспортирање и доставување на писма и пакети, покажуваат последните податоци на Евростат, статистичката агенција на Европската унија. Имено во 2020 година во Европската унија 1,4 милиони лица на возраст од 15 и повеќе години извршувале поштенски и курирски услуги, што представува намалување за 8,3% споредно со 2010 година. Помеѓу вработените во секторот поштенски и курирски услуги, 60% биле мажи и најголем дел, односно 56% биле на возраст од 25 до 49 години. Просечно во 2020 година на ниво на Европската унија 38 лица на 10.000 жители работеле во секторот поштенски услуги, што е намалување за скоро 10% споредено со 2010 година, кога имало 42 лица на 10.000 жители. Инаку бројот на вработени во секторот поштенски и курирски услуги е 0,7% од вкупниот број на вработени во Европската унија. За време на пандемијата на коронавирусот се зголемија онлайн нарачките, односно трговијата, која пак влијаеше на зголемен транспорт и логистика, како и изнаоѓање нови иновативни логистички решенија. Токму ова било поттик за една компанија од Полска да развие иновативен, безконтактен, безбеден метод за подигање и испорака на поштенски пакет, а врз база на автоматизирање и редизајнирање на систем на поштенски фахови, со цел нивна употреба во рамки на трговија. Имено компанијата има развиено мрежа од така наречени пакетомати за оставање и подигање пакети и пошта, како логистика за трговија. Пакетоматите се поставени на паркинзи, пред супермаркети, железнички станици и други места, каде има големо движење на луѓе. Тие функционираат на принцип на самопослужни пунктови за подигање и испорака на пратки преку автоматски поштенски фахови. Преку специјално создадена апликација за мобилен телефон, корисникот може да ја следи пратката и да ги спроведува сите операции за безконтактно да преземе или испрати пакет преку пакетомат. Услугата е достапна 24 часа, 7 дена во недела. Дури 98% од пратките се веќе испорачани следниот ден.
Со нова и со многу важна тема од процесот на европските интеграции се гледаме следната емисија повторно во истиот термин, 20 часот и 15 минути на македонската телевизија.